уште малце. Извини, ќе повториме, ќе едитирате. Специјална епизода на специјално место, едно од најпознатите, најинтересните места по природно бајна, по гостопримство по све. Се наоѓаме во ресторанот Билјанин извори со специјален денешен гостин, еден од можда и најпознатиот џез музичар во Македонија и во регионот пошироко, аранжер, продуцент, шо не, значи текстописец, Владимир Четкар. Добре ни дојде, односно ние добре ти дојдовме на местово. Заедно си дојдовме на најубаво место. Фала што се сетивте на мене. Ве поздравам Јован, Виктор и честитам за подкастот. И прекрасна идеја и многу битно да ти продолжи вака, да остане и во архива да си влезет преубави работи како до сега што имате направено. Фала ти. Интернационално си доста познат во твојот жанр на музика и сето тоа што го твориш и што го правиш. Замениш да студираш во Америка, така? На Беркли? Да, Беркли 96-та година. Заминав, 18 години тогаш имав. И иначе не кажам колку години имам. Вие ќе Добро. И памтам тогаш овде немаше ништо друго освен во смисла музички можности, како средна школа немаше ни факултет, ни во Скопје дури катедрата немаше таков сектор. Така да имаше само фантазија, прекрасна средина, да си ја развивам желбата и да се дружам со другариве на еден најубав начин, бидејќи Охрид е фантазија. Да. И целиот овој регион е прекрасна, да кажам, платформа за развивање на потенцијал, на таленти, на така. И како што било во минатово, мислам така ќе си ја секојат. Инспиративно место. Да. Тешко ти беше да одлучиш тој чекор да го направиш, да замениш од овдека, да студираш странство. Мене многу тешко беше, ептен тешко. Зашо дека имаш две категории на луѓе. Тие што имаат гени на имиграција, имигранти да кажам, што нешто ги терат однатре да заминат. Имаш други што не сака да замине по никоја цена, сака да остане дома со фамилијата, со семејството, тој бев јас. Ама сепак љубовта кон музикава, кон тој повик ме натера да направам еден компромис, да одзаминам и после со цел однапред да си се вратам, да се враќам и да на некој начин ми стане дома и Охрид и секаде кај што имам ангажман и тоа реши да ми биде, да кажам, една цел која фала му на Господ за сега ја терам успешно. Да. И тука сум и таму сум. Супер. А мислиш дека повдека останеше да твориш, да се развиваш како артист, како уметник, ќе имаше истата или слична интернационална кариера или баш чекорот ќе го направи дојдеш во Бостон, да студираш на Беркли е тоа што Јован треба да земе во предвид дека тогаш немаше YouTube, немаше такви платформи. многу потешко да се промовираш. Меѓутоа и да имаше, мене целта ми беше да научам нешто што не може да го научиш дома. Така. Конкретно не беше само да свирам гитара или да пеам или да програмирам на Logic или Pro Tools. Мене беше целта да научам од моите идоли лично тајниве на продукцијава, на оркестрацијава, на аранжманов, на џез гитарава и тогаш и сега истата работа би ја направил бидејќи може би не беше толку далеку додам, ама ево во Охрид конкретно немаме таква академија. Некои работи можеш сам да ги научиш, некои работи за жал не можеш сам да ги научиш, мораш да си во да кажам специализација, да ти е то, да изучуваш таа катедра и да ги научиш тајниве на инструментиве, на нивните слаби точки, јаки точки, да можеш да се изразиш на некој повозвишен, полуксузен начин. Да. Сега Бостон, Беркли, студенти имаме слушнато дека знаемение во Македонија како е да си студент, студентскиот живот, некој ето инсайдерски малку бостонскиот студентски живот. Студентски живот, не знам, Бостон е посебен бидејќи таму имаше преку 1 милион студенти. Таму се сите академии, MIT, што се најпознати во САД. MIT, значи Харвард, Беркли, Бостон универзитет, има многу универзитети и посебно е познат по тоа што имат големо интернационално тело студентско. Значи Беркли имаше над 75%
интернационалци од цел свет. Тоа е посебна академија сама по себе. Се запознаваш од луѓе од Јужна Африка, од Нов Зеланд, од Јапонија, од Мексико. И не се чувствуваш кога да си во Америка, него цел свет е измешан. И тоа беше голем плюс, што не можеш да го доживиш на ниједно друго место, освен ако во тој, што го вика тие melting pot, све се меша, све се размени. Јазиков дури не е ни битен, секој збори со акцент, секој крши англиски, некој дури Гајде, да. шпанскиот лоби беше толку голем што не ни зборве англиски, горе-долу све нешто што беше неопходно за часов. Меѓутоа, јас бев сам, единствен македонски студент, неколку години таму. И за мене беше, значи, без фамилија, без сите ми беа тука мене. Да. И за мене беше многу битно да сум психички стабилен, да не потпадам, знаете, тоа е музика, тоа е секакви искушенија, За Америка. секакви работи. И се ти мораш тука многу да си јак, јас сум на тоа многу горд. На самиот себе си, затоа што бев многу стабилен, се фокусирав, беше многу тешко и финансиски и секако да се заврши таа голгота, да кажам, борба. И реков, нема зафрканци овде, не дојдов да се играм играчки, него да научам. И тоа ми беше целта и така и остана. Меѓутоа е преубав град, дека е убаво организиран, убави паркови, убави кафулиња, интернетот беше во зачеток, имаше неколку македонски страни, си ги читав, се радвев кој ќе отворам да прочитам вести што имате, кој имат. Мија, мислам дека функционираше. Македонско сонце беше тогаш јака веб страна, имаше за Македонија разни приказки, историја, обожавав, дуче обожавам, си читав разни. Немаше многу, али си ги принтав, таму имаше, плаќавме, значи за тоа имаше колку сакаш да испринташ страни и ќе се земе в кафенци, кога да сум моментално во Македонија, дека немаше Вибер или да разговарам со мојве без пари. Тогаш беше ѓавол и пол. 2 минути, $10. Па разговарај колку сакаш ти. После заминуваш во Њу Јорк, тоа ти Не беше одмah, да. во план, дека секогаш ќе поиш таму да отвориш? Би беше искрено во план, ама беше како 50-50 дали ќе ми се оствари, бидејќи тој е храбар потек за некој што по мене што сака да работа све сам, значи не сакам да бидам дел од некој продукт, колку сакам да направам свој продукт. Тука се битни карактеристики за мојава работа. Значи не сум како дел од музички филм, па јас ја правам музиката или продукција или дел од некоја институција, па свирам гитара, други пишат аранжманите. Јас реков, јас сакам да мојот музички канвас сам да го пишам и тој пат ќе бидам во тоа упорен до крај, не знам што ќе биде, ама знаев дека толку бев фанатички настроен, немав ни план Б. Мораше така да биде. И кога почнав Бостон малце да се, да кажам, што една работа е во медицинава или во другиве струки, друга работа е во музикава, кај што учиш многу, инвестираш многу, а никој не те спомна што после и што ќе правиш после. Прекашен момент беше 90-тиве, се кршеше тој стар начин на работа, да кажам, во студио. Ставеше тој, се наговестуваше ова ера сега, што ќе дојде со повеќе место големи студија, све еден компјутер, лаптоп, дечко програмират, девојка и толку е. Значи, тој, да кажам, момент баш тогаш беше и јас реков ќе останам во Бостон да работам како аранжер еден период. Имав неколку бендови со кои што заработвав, да кажам, малце да легне целава наука што ја учев. И после реков, првиот албум го снимам тука, пола во Њу Јорк и ќе се преселам во Њу Јорк. Така и судбината тогаш ми испадна. Ама беше голем чекор. Њу Јорк кога кидаш од Бостон, го поминуваш тој, да кажам, дел East Coast, Масачусетс, и кога ќе влезеш во Њу Јорк, кога ќе видиш како изгледа, јас навечер памтам прв пат идав и то занемев. Кога го видов и енергијава на улициве, на градиве, на луѓево, сите тука идат со цел нешто да направат. И се немилосрдни. Нема тука многу простор за уметнички, емотивни души ко мене. Ама ето си најдов начин јас. Имаш омилена зграда во Њу Јорк? Крајслер, да. Не. Тие ги видов, како не, ги видов, ама пред да се преселам ги видов. Значи ги видов ко патував таму ко студентуше. А кога се преселив, паметам дека авионите од Бостон полетаја.
И тие што ги турнеа, авионите од Бостон полетеа и Нью Йорк, неколку, не знам, како беше се целата сторија, ама Chrysler Building ми е најомилена, што е како малце орнаментирана на благо заострена, многу убава, ќе видите, побарајте ја. И стара, слушај, Нью Йорк најбого видов сега за ковидов, благодарение на тоа што немаше гужви, што немаше луѓе, јас се возев една улица со Бродвеј, Петта Авенја и ги гледав зградиве без да се плашам дека нека ќе ме удри со кола. И тогаш видов тек тој арт деко стил што го е типичен за Нью Йорк, колку е убав, колку е кој Европа, некој гледаш сенки на до тие, ама на стероиди и се качи горе, се задржи дел од тој неокласичен стил и нешто ново се случи и многу убав град, да кажам, архитекторско чудо е. И парковите се преубави и да не забораиме авенииве, толку се широки пешки дојш по овие тротоариве, колку сакаш простор, ама планот е направен пред појќи од век, пред 100 појќи од 100 години, имале мозок. Имало и тука едно време мозок правили, ова за Охрид многу планови. Ама ето, сакам да кажам, сега тие сите толку гужва има таму, толку луѓе, ама мислам дека полесно се снајдат со гужва него ли во Скопје. Што се снајде. Еколошка точка таму што вике вака многу што биле, дека загадено е вака е така и нема врска. Таму ќе ти кажам налето, на зима, кога таму прекинаа греење со оние штетни што се јаглени, парна котли што беа и сега воздухов супер на зима. На зима овдека некој пат можеш колбаси да излезеш и ќе ги исчадиш до утре од толку чад што има. Тоа е да живи реално. Што ако толку луѓе немат го решиле тој проблем, а нешто што треба да го примениме и ние, дај Боже што побрзо. Да. Пошто си мислиме нема не е загадено, ама е загадено. Помин тоа на зима малце ќе се расчисти пролет. Тогаш заборавам, браво, и да. Пак нова година истото и со мислам со сите ствари и со загаденоста се зерово ќе снема пример сега се повлечи дојде и сега заврна, чутите убаво не се бунете. Кој што рече дека ние направивме да заврни тоа. Кој што рече почитување од градоначалник на Струга Мерко, Господ го даде снегов, Господ ќе го земи. Нема чао чистија, Да. Сега од Нью Йорк овдека така испадна со цела ситуација кој сите негде што заглавија година дена веќе. Ти намерно се врати во Охрид да си тука со Така. со фамилијата, со сите, ама пак беше активен на некој начин, не беше. Да. Во време сега и песна излезе нова I Remember. Видео спот, поточно. Видео спот. Да. Ама да, јас со виолините, да. Заприметив нешто што сакам да прашам, пошто и прв инструмент е виолина, така? Да. Во многу споти, многу песни, така и почваат песни со така. виолини, со дудачки инструменти, со нешто што го негуваш, да речем, во сите песни што сакаш да го потенцираш, можда или само јас така го Не, многу убаво да приметивте. Работава е што јас кога студирав во Методи Патче, тогаш имаше само виолина, немаше гитара. Како жело јас почнав да студирам виолина, ми рекоа мојве ме прелагаја дека исто ко гитара, ама не било исто. Ама уште поубаво, пошто после јас пак си научив, почнав сам како само почнав гитара да свирам. После памтам зедов часови ке Климе Геесов, тој ми ги да кажа првите да кажам концепти и памтам јас сакав сепак друг правец на негово малце по инаков што овдека многу малку, овде беше по-рокерски, да кажам, настроено све. Јас сакав повеќе бибап, хардбоп на гитара, слушав Вес Монгомери, ги слушав Грант Грин, Чарли Кристијан, тој правец и беше некако интересно е што ќе те чепни во душава, не можеш да знаеш, не можеш да предвидиш. Ама виолинава ми даде огромен да кажам огромна подлога за аранжманите што ќе работам во Индија, бидејќи јас студирав оркестрација и се гудашкиве позиции, јас ги разбирав многу убаво, свирев и во оркестра како прва, втора виолина, ги разбирав челава, сите концептов на гудашкава секција ми помогна многу да после сум фокусиран полесно да си ги научам тајниве на аранжирањето. И тоа го потенцирам, бидејќи сега некако помина една ера од 70-ти и 80-ти, песнава од луксузен продукт, со хармонија, се осоголи.
бас, само едно тук. Да, и доминира само вокалов мелодијава, ама то ојде на голема штета, бидејќи луѓе го забораја што е луксузен звук, што е оркестрација, што е аранжман, забораја што е лептир машна во музикава. Да. Ти песнава може да гола да имаш и може да го дотераш човеков со. Да. Ода истата песна, ама многу по, да кажам, со поќе слоевитост имаш, поќе имаш креативност од страна на уметников. И тоа е тоа што сакам да го потенцирам, дека музикава се сепак емоции, ама и ноти. И сепак е идеја, ама и наука. Не е само улична работа, него имаше многу други нивоа што тоа го забораја бидејќи некој рекол во иднина, сега со компјутерот можеме да правиме све што сакаме. Можеме да не мора толку и да сме добри, можеме да едитираме све после. Не мора толку и да аранжираме луѓе, во гледаме поминувате и да пејт сега некој расположен, да е на благо поднапиена, видно расположена маса и некој да оттаму запее, доволно и тоа да го расположи на човека. Ама затоа сега ние сме луѓе, затоа сме софистицирани суштества и се разликуваме од примативе на тој начин што правиме софистициран продукт. И затоа мислам дека порано знаеле малце поќе за. Гледајте само едно тенџере. Да. Без текст, само тенџере тум. Многу жално и многу опасно. Луѓе во не ни сваќаат што губиме. Не губиме само светско наследство на музика. Значи, пази се, што го спомна Моцарт. А кој бе од западнава музичка култура, значи од средновековие до ренесанса, класика, барок, романтизам, и све до ден денес, да го свето анализираме. Луѓе седеле фанатички, гледале во овој оркестар дали се доволни 12 виолини наспроти 6 виолини. Не, звучи малце потемно, сакам полесен звук. Правеле, експериментирале по цели деној да дојде до еден преубав момент, еден преубав бленд на свето и размислувале. Кој размислува денес за тоа? Се сакаат одма денес да се направи све, да и текстот, и аранжман, музика, све да се спреми, тутре да излезе и да имат од одма милионона и сите да примат кој што треба и све. Само промовирање. Браво, само промовирање и промовирање генерално, што тоа што ојме во една територија кај што наследство е небитно веќе. Значи све тоа што се остварило во минативе векови го фрляме ѓубре. Не само тоа, пример трендингов трај само една недела. Сега една недела се трендинг со тоа најакото што ќе го направи во светот и после тоа една недела ги заборават за секој. И не постои дека песна. Да, паковкава сите гледаат само изгледов на двореше, не пробува да влезе да видат. Да, твери. Да видат надпис што е ко баш ево и со вестиве што се пише, ќе видат насловов само. Не пробува да влезе да прочита што е суштина, што е работава. Толку е меморијал. Тука јас само се дивам на луѓе што се кустоси во музеи, им се дивам на овие што правеле галерии, изложби, што осмислуваат, пример, за секоја слика да напише текстче, што сакал авторов да каже, уметников да каже, за секој и јас сикам, уште малце нема тие луѓе да постојат. Што ќе правиме после? Тоа е многу работа, никој не ќе веќе да работат. Гледа традиционална наша музика. Јас не сум во тој домен, меѓутоа сакам ко сите и вас, ќе се седнам в кафана, си слушам музичари да ми свират и кога сега веќе алергични се на тоа. Значи ојде во еден правец на таков кичерај. Зборам на брзина. Да. Брзо, попросто не гледа дека тоа е на Веќе не за љубов не се збори во песна. Ни Тоа љубов. е главната Да, тие се исто хронолози на историјава песниве, така се случувало нешто во градов го запеале во песма, во Охрид посебно мораме, сме горди. Нема полбото, ама луѓе ги заборајаат тие работи. Сега да му пуштиш на младиве, јас затоа викам, канцер е турбофолков. Кој сака нека ми замери мене. Тоа е канцер. Пошто види све гледај ти во време на пред нашиве постари генерации, кој имало да кажам за филмов кој требало многу да се работа за една сцена, да ја направиш гениална, италијанциве, Фелини, овие Антониони, Микелаови што се Пазолини, Висконти, јас ги обожавам и рускава кинематографија и италијанскава и пред Холивуд, значи. Многу поќе ги сакам и пред Холивуд поснале. Гледај ти тоа како работа имало тука за све да е детал и јас сакам детал. Сакам староградска музика бидејќи сите се поврзуваме со тоа. А новово што испадна неодалеч и од таа музика, зборувам за турбофолков и за тој квази фолк пич што не сака, а истата работа е се.
зема, значи, те оддалечуваат и од староградскава, те оддалечуваат и од светскава музика, те оддалечуваат и од Моцарт, те оддалечуваат и од, не знам, било кој Лан, Стиви, да. И оиме во непознати води. Е, тоа ме плаши мене. Ја, Тенџерес. да. Ти кажа, Тенџер е автотюн. Да, ама горди се сите. Више, неки да размислят веќе, кој е овој да ми каже, мене јас што да слушам. И вистина, никој не може да ти каже што да слушаш. Ама имаш и одговорност, да се чуе. Имаме Што така ќе пренесеш на некој друг, мислам, ке тоа се шири така многу лесно. А не саке никој да навлезе да размисли инаку си имал некој таков проблем затоа што пример ево така джез, соул, фанк, стилот и тие работи за прифатеноста баш кај што си во Македонија или појќе имаш осетено дека те ценет надвор или во Азија си имал преговари така концерти, така, прифатености. Имаше еден, кај беше, Јужна Кореја, кај што имаше 10.000 Јужна, на да, стејчот, така. тоа беше неверојатно вистина. Тоа е на граница со Тоа ти е милен можда концерт што најомилен момент ми е тој. Мене не само мене, него мислам на сите кои беа тука вечерта, бидејќи тоа да доживиш појќе беа, 15-16.000 луѓе беа, што така, тој е многу престижен фестивал, која е немаш еден балканец, немаш таму лоби да те подржат. Таму имаш само луѓе што све име во животот, бидејќи се страшно богата нација и талентирана нација од секој аспект. И тие, ако те одберат, ако те засакат и после тоа вака фанатички да реагират, тоа е чувство што не можеш да го осетиш. Верувам, никој од овдека не го осетил, бидејќи нешто често пати луѓе водени на линија на помал отпор. Кој што ти ќе внесеш нешто етно во музикава и кој што да ја спорава ќе те подржи, а овдека си ти како и таму не те саке дека не свириш. Да. Наша уствари, викам, бе слушајте, пример во спортов. Сите се гордееме со, ако не е од Македонија со Џоковиќ. Да. Сите го сака, горе долу. Да. То балканска работа е тенисов или шахов, да имаме првак, не е лошо во шах, или во фудбал или било што, ние тоа сме го измислиле, тоа е интернационална придобивка, сите тоа го сакаме и го делиме. Исто и музикава, значи што е, имаш ти фламенко што си е таму во Шпанија, редовно фадо во Португалија, балкански звук, македонскава музика, албанска музика, грчка, секој сите што се од регионов, си имаат песни и тоа си е локално, да кажам, тоа е една култура, традиција што се тука го карактеризира овој регион. Ама тоа не значи дека ти не треба други работи да правиш или дека помалку си ја сака земјава, напротив, појќе си ја сака земјава. Кој си амбасадор во случајот. Пошто ти кажеш колку си интернационален, колку си космополит, а си од Македонија. И така да тој тешкотите стално имаш, ама тоа е до луѓе. Како се воспитани, колку имаш работа со луѓе што стварно разбират, ама генерално убави ми се искуствува, да не збориме сега нешто што не е така. Прекрасно прифатиле и овде, и во Скопје, и во цела Македонија, кај што свирал, зборам за Македонија. И да уште поголем кефов, ево јас кога сум свирал Кина Бешан на Джез фестивал, имаше во Макао еден македонец, што работеше таму во казинава. Макао е како дел од Кинава, Лас Вегас. И сад тој слушна македонец дека ќе свири на Джез фестивалов и дојде и воодушевен. Тој каже како дојде, него му се насолзија очиве и мене, душава ми се наполна. Така да најдеш некој наш човек на друг крај на светот и да те обедини джез музикава, фанк музикава. Сакам да кажам, овдека сме се мешале уште пред многу години, многу милениуми, така за да не престанеме сега, да не станеме сега. Имаш некоја интересна работа што направи во пандемија, што иначе не би ја направил? Или научи некоја нова работа што не би се посветил иначе? Не знам да ти кажам искрено, јас и сите работи ги правев, само малце појќе во Њу Йорк заглавив дека не можеше, сите авионски компании има многу нестабилен распоред. Те ќе ми забранеа, не можев да се вратам. И бев заробен, останав сам. И ако си се шетав во Евенииве, не може кај да се напиеш кафе, требаше со другариве да се најдам со термос, кафево да го направам јас или како што му беше редот секој. И покрај Хадсон пијавме, памтам, седневме тука. И се шетав по стариве нешто како дискотека, како идеја, потеквит од Њу Йорк. Значи Парадис Гараж и Студио 54. Овие што ги памтите, ако ги памтите Палас, тоа се све моделирани според Парадис Гараж. Централна бина, диџејов тука, горе подиум. Студио 54 е поинаку.
Ама сите тие места оидов да ги видам. И гледам во слики, стари, од 60, 70-ти години, почетокот до рани 80-ти, полно луѓе, журка, живи све, градовријади се најнешка, штама. И се токо ехо на некоја меморија. И тоа остана, и тоа ме наежи. Кога видов како може драстично да се промени некоја ера. И тоа е нашиот живот, овој муабет, све ќе стане ехо. Сега го регистрираме дигитално, ама појќето животот е ехо, меморија наша. И тоа ми остана голем печаток, затоа и го направив последниот спот на I Remember, дека е све сеќавање во животот. Све е една меморија што на крај останви на нашите сакани, кога ќе се заминат од овај свет, како што си е времето, све со ред да е, остани меморија само од бабати, од дедоти, од сите. Реверб, браво. Ехо. Дилеј. Работам продукција, ама на класичен начин. Тоа е, така се работеше порано продукција. Значи, јас сум аранжер, продуцент, ги правам сите песни, композиции, ама си имам инженер, што снимат и што ако не сакам трака ми бриши, значи не се занимавам со тоа. Зошо? Затоа што сметам дека фокусов некој пат може да е најбитна работа, доколку не се деконцентрираш со работи што не си ни стручен, не си и учил, сега не можеш све да правиш во животот. Не можеш. Не работиш, мислам дека работиш. Све со компјутери ше поврзано, си имам инженери, затоа и плаќам студио да ми сниме. Значи јас немам домашно студио. Во Охрид не снимам во Њујорк и во Бостон, али најпреке во Њујорк во појќе студија. Значи имаш Dubway студио, Bunker Studios, Legacy, многу студио. Значи додека со Балкан, некој со Македонија не... Така патов ми беше, Виктор. Значи јас таму како што се преселив, таму ми се музичариве, екипиве со кои што работев студиски појќе мислам. Јас не дека тука имам прекрасни музичари и бенд, меѓутоа се навикнав. А имаш и разлика, сега да не бидиме толку коректни, имаш голема разлика од многу нивоа. Пошто не можеш еден човек што работа све, вервам во тој, така е. И плюс, имаш само инженер, едитен што може да го малтретираш колку што сакаш. Не ме чини, бриши го и тој е робот, нема тука чувства. Платен си е за 1 сат. Немаш политика, тоа му е работа, ама имаш и микрофони. Пример, од Нойман, телефонкен стари што се по 15 по 20.000 евра, само микрофонот да го изнаемиш, поскапе него ли студио да изнаемиш. Така да тоа ти е вклучено во ценава на студиово и ако си ме раклија на тоа, таму можеш да го добиеш за релативно пристојна јефтина цена, да кажам дури поевтино некој овдека белградски и скопски студија, што е фрапантно и шокантно. Чекај, ти снимаш таму? Процесов ми е, значи прво го правам аранжманов, после тоа све е на хартија напишано. Значи нема тука кој си басистат, дика ма шо вика за идеја, може да ми кажеш нека бас-линија, нема таква работа. Све си е напишано. Тоа студирав, тоа ми е кеф, уживам во процесот. Го пишам брак со секоја синкопа, секоја линија, сега нормално има некоја слобода на изразување во одредени моменти, али после одам во студио, откога ќе се направи неколку проби и во студио снимет 7-8 тейкови, како се вика македонски, изведби и јас ги едитирам. Може да ме бенеси А секцијата од првиот тейк, може да Б од третиот тейк. Полојна и се таа убајна бисеров го ваѓаш на крај од све. И после тоа кога имаш музикава, на крај текстов го пише. Одам, иако имам идеја за што е текстов, збороиве ми некако најтешко идат бидејќи мора да се од мои лични искуства. Јас не сум оној Франкенштајн метод, ти го пишеш текстов, ти аранжманот, третиот програмингот го прави на ритмов и светото. Немам ништо против тоа, ама верви овдека има многу поќе работа и многу поќе уметност. Бидејќи е тука Така. На факултет којден за тоа. Точно. Научил 20 години, 25 години стаж, знаеш што сакаш ти, знаеш. така. И искрено е тоа, Виктор. Тоа сум јас. Не сум јас ако некој друг тука ми го прави тоа. Иако луѓе го забораваат, она песма на твоја, извини, не е песна мојата, друг ми ја напиша. Аранжманов, не, тој друг ми го напиша. Мој гласов е мој. Тоа е исто многу површно. Знаеш како мораме да сме искрени со некој работи. Тој не е уметник, не е Принц, не е Лени Кравиц, не е Стинг, не е Queen. Ако се тие бенд, слушајте ги. Јас се пример не сум ги слушал нив, ама сум ги обожавал како гениални композитори и аранжери. Почитай најбитно. Мораш да читаш, да почитуваш све и што не знаеш да правиш. Што е добро, не знам. Правиме Бојса Рогарска музика или Звонко Богдан оркестра од това.
прекрасно, кеф. И тие музичари се стварно луѓе со искуство, што имаше да кажат, поминале некои приказни во животот, Цели приказни свет. другарувања, љубови, Да. адвентури и Имаш тоа нека таква староградска милена песна? многу имам. А еднаш можеш вака да ја одделиш. Знаеш како, многу имаме, Охридски и некои фанче иде калишта, при некој ден слушав и то ми е кеф голем. Бог да биет Русе, таа си ја пеев низ Нью Йорк. God damn it, Blondie, and your mother too. Едно видео имаше така, со точак од низ Нью Йорк, Бог да бие Русија пееше така. Да не полудам, морам така работа да правам. Иначе те фаќат криза, си мислиш филм Хичкок снимаат, све е празно, ќе те нападне Идеше, ќе се птици сега. Немаше ништо по лици бе празна и си ја пеев таа. И Латиносија се интересантна заедница од Куба, од Порторико, од Доминикана, тој дел. И гледам ко нас саке да скара надвор да си направат. Можда кај нас таа традиција се изгуби, таму се ја прави, значи се ниднава салса, меренге овие игри на улица и си се весели. Други ве дури жалби паѓаат, знаеш како униформирани само на работа, дома в кафана, нешто ручек. Убав беше ледење во леп, дома таа филмот Netflix, спиењето. Не сме ние за тоа створени. Знаеш како и јас сум задоволен многу. Сакам само да си го задржиме тоа. Да. Бидејќи со ти кажувам овие други муабети што ги направивме, забораваме на што сме како сме. Имате едно што сакам за спецификава, свирење во пење, што стана препознатлив по тие работи што го пееш солово и тие работи. Тоа кај излезе, мислам така го имаше цело време во тебе или еднаш случајно, па после почна да си го примениш. Тоа си е све од стари инфлуенци, легенди кој Џорџ Бенсон, Ета Джеймс, не знам да кажам, од тој период Вес Монгомери ги спомнав Квинси Џонс, тоа е скат техника, значи кога ќе пееш истовремено кога ќе свириш и тоа е јас прв пат го слушнав од Џорџ Бенсон. Маскарада и тие работи, а тој пак ќе го слушнав од Ела Фицџералд и така натака и тоа си е па ова е веќе друг правец. Ама генерално тој џез што е почетоков уште 20 век, крајот на 19-ти, се еволуира, значи од тој Диксиленд па Нью Орлеанс што е тој стил, бибап, хардбап, кул џез, фјужн и после почти со други примеси соул, фанк и така иде тој звук што јас најмногу го слушав. Значи Патрис Рушан, Квинси Џонс, Камел, фанк бендови, Џорџ Бенсон и тој звук на еден начин ми направи една револуција во мене, све сум го слушал, сум го сварил во системов и тој продукт што го слушате, све тоа на мој начин и дел од мене. Така да сите ние све што слушаме. Ево Виктор, пример, роден е во исти ден со Христо Озунов и брадава ја пушти. Има тука смек, наследство, револуционерен дух и го сакаме. И најмилена песма исто ми од Христо Озунов, што ја пееше Садиловци, ја напишале, Климе Садил. И тие Јас сакам таму да загинам, а ти ме забрав. Таа ми е таа е кога да јаваш на коњ, како што ќе почне. Слуша прекрасна мелодија, лирична, епска. Тие се тие мали детали од животот што сме ние горди на тие работи. Пошто те прашавме за Нью Йорк, омилена зграда, Охрид омилена зграда и омилено место. Тоа е многу потешко за мене. Абе види, објекти имаме откачени, пример го забораваме бензинскава станица е многу интересен објект. Ова што е брутализам, што порано бегавме код ѓавол, сега е тоа што правиме за парк. Тоа се луѓе кратко види. Знаеш како? Системов што го рушија, такви луѓе го рушија системов. Не може, јас сум повисок од законов, повисок од полицијава, јас сум глуп и горд, дека сум све во пари се мериш, све се мериш во тоа и тоа го руши системов. Тоа руши едно општество, те руши транзицијата, место да една поарно, да една полошо. Сите знаеме за ова, непријатна тема за разговор. Сите ќутат. Сите ќутат, да. Ама види, тоа е исто со учесници сме како ќутиме. Не смеме да ќутиме за многу работи во животот. Секој се плаши до нешто да не изгуби, секој се плаши до тоа. Поентата е што на крај све ќе изгубиме ако ќутиме. А омилено место? Омилени места можам да ти кажам. Значи не можам да ти кажам беше сум растел значи многу често ондека кај близу Чинаров и сум одел позади кај Горна Порта па Лабино, после тоа Сараиште сум се шетал многу
Плаошник, Генерално стариот дел. Стариов дел, да, тоа е магијата, да. но тоа е волшебниот рит. Магичниот рит. Точно. И тука сите се поврзуваме и тука едноставно имаме голема одговорност да го зачуваме. Стварно е преубаво. Ево сега сакам тоа што викат дигресија, пошто тоа што поврзуваме све да со иницијативи што ги правиме за млади и за што треба на некој начин да се промени ние затоа што ето да кажам веќе се погласно бараме се трудиме таа нека борба за младински културен центар, нема двокрив потребно ништо кај што млади веќе може негде да припаѓаат, па да имаат таму дури студио отворени часови да дојдеш ти на некој што сака да те слуша да разбираш се ти го. Да, некако младиве да се пренесити да имат тука за да не бегаат од овдека да творат пример надвор или не се да творат надвор, ево ти си еден пример што нема услови во Македонија да се занимаваат. Тоа како треба да се смени, што 21 век сме почви сегде да се мени да се дешат охрите град со такво културно наследство, историја и се, а некако сме многу назад во тој поглед. Не се вложи во младина, во иднина, за уметноста, конкретно и култура, многу е назад некако турната, како може да почека тоа, не сваќаат колку е важно тоа. жално е тоа и вистинито. За менталитетот дури на младите како ќе растат во зрели личности. Генерално тоа не е само проблем во Охрид, знаеш, тоа е генерално проблем сегде Да. во сите градови, а па и во Скопје, ради што таму све се Па и тоа се централизираше. гушите Скопје од тие работи од централизација. На крај за никого не чили. Да. Прво селава се испразнаја, сега градовиве се празнет. Генерално за да младиве се насочат кон еден таков по духовен пат, да кажам, прво треба да има безгрижно детство, да не мисле на глупости, транзиции, родители ви му станале без работа, нервози, стресови. Мада и тоа ти дава некој пат некакво челичење, ама мораме содржина да им даеме на младите. Што е содржина? Содржина е прво да имаме кино, кај што секој ден ќе гледаш некој филм. Не мора да е нов. Нека си работат киново. Нека си имат некоја едноставна содржина децава да младиве да може да го осетат тој период. Секојдневие мора да е Да не е све ова, да не сме цело време. Тоа е еден дел што не знам, отворено, порано имаше кино Бавча, памтам. Свето некако, Вика дека ќе ја средат за лето, ај ќе видиме. знаеш како, Само да не настредите и ќе ви. Нека не викне 20 души ќе се нафатиме ние ќе помогнеме. да, да. Голем греф се чини, зашто тоа е нешто што ги сакат за веки веков после на младиве, на сите Цело општество. цело општество пат. А тоа културен центар си е прекрасна идеја и постои многу порано кој идеја. Ама Па тоа е беа проблемот зафатени, што од кога е беа зафатени, идеја. да ги разбериш бе, Јован, беа зафатени со стано и градење, поќе да имаат, поќе комунали, така се полнеше буџетов на општинава, на државава, со сите генерации, сите влади, сите наназад што сватиш, истата игра е. И некако луѓе беа уценети. До ќорсо како. И немаш како излез од тоа. За жал, системот на вредности кој се руши, свето почна то полека да се распаѓа. Сега јас, за да се врати тој систем на вредности, мислам дека треба да сме фокусирани, да е приоритет на било која влада да се возвишве такви ликои. Гледајте што е порано во спотоиве, само гледај што се промовират. Твиркинг што кажа ти, и тоа какви фаци се тие? Тие немете тие се во мозоците буквално едно клетошна амеба. Тие ништо не знае. И горди се на тоа. И автотюн. Да, па тоа е, автотюн. Како беше на песпара? Автотюн, каде клучим автотюн. Дигне се прашина. За тоа ми го пушти брат ми, сярно беше смешно. Те видов. Досега во животот, значи немам бидел на концерт, немам ми се лутиш. Не, таман работа. Си Хавана, нешто разигра нас цело време во трчење и се вртам така и ти исто разиграм и со гламе земаш вилица. И вака се вака, ама не болно, не болно. Леле, извини, молим те да си И ти ме гушиш, викаш извини, бате, едно друго, јас става, немат гајле, демек едно друго. И ми каже, да, ова четкар беше, вика, че те одри со тоа. Мој капе, се музите, затоа почува, да, чим по вилица, ме одри, че ќе ме бива. Чим ти се заби туба и немаш гајле, значи немаш. Да ти се извинам за тој инцидент, Немаш едно да едно. си 100 пати. Знаеш на социјалните мрежи да кажеш по нека интересна работа, анекдота, виц, таква работа, нешто што ти да вака во друштво што кажеш за убаво расположение, дали виц или не знам, нека приказна таква интересна. Анекдота и виц мислиш?
Ајде нешто на тебе остава. Не знам. Може би кратко да нема да е нешто толку. Чекај само на Ване да му кажам. Ване, извини, Ване, уште 5 минути готово, завршено. Извини, молите, да. Си мисли за музика, па звар. Што да кажам сега? Знај ова да знаеш че го едитираме. Кажав пред некој ден работа на Инстаграм споделив интересантна за Пеле, нема врска со модел, интересантна о масава сега. Пеле и кој бил најголема звезда со фудбалов, со Јар Мухамед Али истовремено боксер бил најдобар. И се сретнале и Пеле му вели, а викат, баба, успешен си ти. Ама викат, спортов не ти жени. Многу е агресивен, гледај фудбалов. Каква радост кога ќе дај гол некој предизвика, никој не е повреден, викат само викат и грациозна игра е. И Мухамед Али, абе немам бидено на утакмица. Немаш вика бидено? Ајде, дојди вика да гледаш и го викнал. Гледаат Пеле, Бразил. Плаче луѓе од среќа, даваат го и Мухамед Али го гледаат, заврши утакмицава и Пеле се среќаваат. Како те бенеса? Вистина викат, во право си, ме одушеви. Многу уба игра фудбалов, многу поуба од боксов. Ама пак и јас сум многу поубав од тебе. Така, да, глупо, наивно, ова е жива вистина. Ама и ова е кажано како хумор, ова не е тоа има кажано случајно да го навреди, него кажа поздрав, така. Генерално животов интересно е да одбериш некој момент, вчера што се случило, и да го кажеш денеска, како смешно, како смешно. За стално да имаш креативен предизвик, а да не се повториш стално со истите вицови, со истите приказки. И тоа е една од овие работи, ќе прочиташ, ќе кажеш нешто. Подкастов нас не се викат, имам нешто ти кажам, нешто надолу што ти лежи или што не те прашавме нешто да се обратиш директно, што сакаш да им порачаш на луѓе, на младиве, општо. Јас на младиве од Охрид посебно, а Охрид бидејќи не е само за Охриѓани, стално викаме од сите, од цел свет, ама тие тука живиме најмногу. Јас сум овдека 7-8 месеци годишно. Поќе сум од него многу наши мои пријатели што заминале Скопје. Да. И некако ми стана центар, дали се опатувам на исток, на запад, било каде. Охрид стално сидам дома и сум многу среќен, многу ме исполни. Ко дете, ко растев, сакам то младиве да го осетат. Значи, Охрид не е само охридска архитектура, не е само црквиве, не е само езерово. Охрид е една вечна приказка. Ако го земиш, уште јас кога го гледав, пример, ко мал, бев водушевен од археологија, од историја, од Индијана Джонс, одев ко дете кај покоен Владо Маленко, кај Заводот за заштита на спомениците Паско Кузман, ги им се нудев да ме земе да копам, кој ќе ги скопува театарот, да бев толку водушевен од откритие, од Стари Светој. И Охрид го гледам уште Вија Игнација како што помни дожда Охрид, Битола, Едеса, Воден, Пела, Солун и до Истанбул, Константинопол. Жив град бил, забораваме дека тука поминал Марк Антони со војските, Цезар поминвел, сите поминале. Забораваме дека овде му носеле на византијски императори пастрамка секој петок. И како тогаш? Дали со сол, дали по некој казани со вода да ги донесет. Барав, тие интересантни работи има толку споевити да се направи животов интересен. Сакам младиве се занимаваат со тие работи овдека во Охрид. Да не ги забораваме тие слоевитости, да не исчезнат, дека тоа ни е линков со предците наши. Да. Ние сме тука како резултат на све. И ова е све што се случило е наше. Све, од сите. Тоа е богатството. Значи ние не можеме да се, значи луѓе во сакаат многу граници да редат. Нема граници. Порано не имало, се менвеле секој ден, после секоја една катаклизма или војна, се менвеле. А денес ние сакаме, ова е, овдека, ова е вака. Немаш така се ограничиш себе си. Точно. И тоа е убајнава. За жал, комшиве не само да бараме кај нас кривица, и комшиве ни се баги за останати со политикава, и тоа е многу лошо. Ама проблемов е во нас пак. Значи, таа грациозност што градов не го нуди, да си ја најдеме, да ни инспирират, да ги уживаме тие најубави места, ко што помнавме Лабино или Неморат Градиште, Свети Наум, село Калишта, Фанчо, Калишта песташе. И сите тие работи да си се инкорпорираат во секој невиево, то сакам да го дишиме Охрид, да се
присеќаме на стариве случки тука, да ги цениме и почитуваме стариве и генерацииве и наследство и така нормално ние ќе сме поинтересни за самиве себе си. Тоа е поракава, само да го заштитиме некакова наследство што за жал исчезви во времево на транзиција, а испадна транзиција вечно, за жал. Значи да не се замараме со политика, дај Боже да сватиме дека имат разлика измеѓу историја и политика, измеѓу култура, измеѓу традиција и природа и политика. И да се посветиме на тие работи и да не се трујаме многу со таа секојдневно дешавки, што тоа е реалити шоу, тоа е соап опера. Фала ти многу, си каже она точно прво да се објави емисијава. Фала ти што прифати да гостуваш, да Фала си ви вас. направи некој хубав муавет што ќе остани да се гледаат, пошто на YouTube ќе може да се го види секој на социјални мрежи. Ево оставаме показ. Оставаме да Оставате, нешто муавет, некој да сте да се здрави. надеваме во иднина за неколку години. Ќе научиш нешто и од муавето, па ќе каже на некој друг или нешто, да си продолжиш со тоа што го сакаш, што го твориш и многу светски, европски турнеи, балкански низ Македонија, турнеи, концерти, уште многу албуми, буквално се што сакаш да правиш, може да им, не знам, филмска музика во иднина нешто и Фала ви работи. од се срце и да се видиме нареден пат во кој ќе падне чумава на настап, така и ќе снимаме и таму некој прилог, така некоја дружба и да си го живиме животов кој што треба, не вака. Е, убава енергија имаше.